Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во училница по предмет спортска психологија за прва година средно стручно образование. Јас сум Јелена Цветановска и се надевам да ќе поминете убави моменти со мене, усовршувајќи содржината, спортска психологија и другите науки. За почеток, да ги кажеме кои се целите на овој час. Целите на овој час се да ги одговориме прашањата што е спортска психологија и како е поврзана со спортски науки, а како со психолошките. Спортската психологија е поддисциплина на психологија која се применува на надпреварувачкиот спорт како специфичен контекст на организирана физичка, односно моторна активност. Надпреварувачкиот спорт е фокусиран на високи врвни достигнувања, односно високи врвни резултати. Главниот акцент во спортската психологија е на изучување и примена на психолошките фактори за подобрување на врвната перформанса, како и влијанието на учеството на спортот врз развојот на младиот човек. Постојат разни дефиниции за спортска психологија, но една од најкористените и најопфатените гласи: спортска психологија е научна дисциплина која го проучува психичките процеси и однесувањето на спортистите во услови на спортска активност. Оваа дефиниција укажува на тоа дека спортската психологија се обидува да ја подобри спортската атмосфера и перформанса и да им помогне на спортистите да се концентрираат подобро, поефикасно се справат со надпреварувачкиот стрес и да се практикуваат поефикасно. Покрај тоа, спортската психологија исто така се обидува да го разбере влијанието на долгорочното учество на спортот врз развојот на личните компоненти на спортистите. Терминот спорт се користи како термин за чадор кој вклучува разни видови на спорт, вежбање и други физички активни извршувања, како што се компетитивниот, односно врвниот спорт, рекреативниот спорт, спорт во образование и така натаму. Што проучува спортската наука, а што спортската психологија? Спортската наука ги проучува физичките, додека спортската психологија ги проучува првенствено психолошките компоненти, а тоа се психолошки процеси, психолошки состојби и психолошки особини на спортската перформанса. Друга важна карактеристика на спортската психологија е нејзината двојна природа. Од една страна, таа е дел од психологија, односно теоретскиот дел, а од друга своја страна, нејзината база на знаења е поврзана со спортските науки, односно методолошка. Овие два извори на знаење помагаат да се разбере подобро една личност, околината и клучните аспекти на спортската активност. Како дел на спортски науки, на почеток спортската психологија се развивала како субдисциплина во рамките на кинезиологија. Кинезиологија е наука за физичка активност. Методолошките истражувања први се вршени во кинезиолошки одделенија, проучувајќи го моторното учење и стекнување на моторни вештини. Од друга страна, спортската психологија како дел од психолошки науки ги изучува психолошките појави на спортистите. Тука спаѓаат психолошки процеси, психолошки состојби и психолошки особини. Спортската психологија, иако денеска како самостојна наука, сепак таа своји извори на теоретско и апликативно знаење ги црпе од неколку науки. И тоа, од еден, спортски науки, а тука спаѓаат, како што спомнавме, кинезиологија, заедно со моторното учење, развојот и контролата и биомеханиката. Од два, психологијата, особено социјално-когнитивен психолошки модел. Од три, медицински, социјални и здравствени науки. И по 4, методологија, статистички методи и статистичко мерење. Да заклучиме. Што е спортска психологија?
Рековме дека спортска психологија е научна дисциплина која ги проучува психичките појави и однесувањето на спортистите во услови на спортска активност. Како е поврзано со спортските науки, а како со психолошките науки? Со спортските науки преку науката кинезиологија и методолошки истражувања, а со психолошките преку психичките појави на личноста на спортистот. Благодарам за вниманието, имајте среќно и успешно учење, до следно видување, до следно видео.